Грижата за развојот на домашните компании и нашата определба за домашно производство на електрична енергија даваат резултати. Пример за тоа е компанијата Alpincom, каде што сум денес. Мотивација е да се слушне дека една домашна компанија, основана во 2004 година, со дејност во дрвно-преработувачката индустрија, прераснува прво во една од најголемите фирми во регионот, во оваа област, во која во моментот работат 240 лица, со плата над просечната. Но уште поголема мотивација е да се чуе за нивната нова инвестиција, фотоволтаична централа на површина од 35 декари со моќност од 1,8 мегавати за продажба на електрична енергија. Компанијата успева да опстои на пазарот, дури и да се развива, во услови на пандемија, а потоа и на економската и енергетската криза предизвикана од светските случувања, со инвестиции во нови технологии, зашто во голем дел помогнале антикризните мерки на владата и поволностите за вработување на инвалидни лица. Овие мерки кои владата ги донесе во време на COVID, а кои беа во вкупна вредност од 1,2 милиарди евра, се само еден од пакетите мерки кои ги обезбедивме за граѓаните во изминатите кризни години. Само во 2022 година пакетот мерки за поддршка на граѓаните и стопанството во време на криза достигна над 760 милиони евра. Пакет кој според Светската банка е најголемиот пакет за поддршка во регионот кој е обезбеден за граѓаните за поддршка со справување со енергетската криза. Покрај субвенционирањето на струјата со 80% за домаќинствата и малите потрошувачи, зголемувањето на минималната и просечната плата и пензиите, грижата за најранливите категории на граѓани и пензионерите со државна помош меѓу 3000 и 6000 денари, од вчера обезбедуваме и поевтина струја за компаниите кои што произведуваат основни прехранбени производи, за истите да бидат поевтини за граѓаните во оваа тешка зима. Вчерашните мерки кои ги донесовме на владината седница ќе овозможат стабилизирање и намалување на цените на основните прехранбени производи и ќе обезбедат непречено функционирање на виталните институции. Донесовме одлуки со кои обезбедуваме поевтина струја од 80 евра по мегават час за компаниите кои вршат производство на основни прехранбени производи. Со оваа одлука цените на основните прехранбени производи, лебот, брашното, млекото и млечните производи, маслото за јадење, месото и живината, пекарските производи, брашното, млекото, месната и живинарската индустрија ќе се стабилизираат. Веќе беше јавно соопштено од производителите на основни производи дека со ваква одлука цените треба да се намалат до 10%. Основните и средните јавни училишта и тука во Делчево и низ земјата ќе добијат поевтина електрична енергија по цена од 95 евра за мегават час. Можност за снабдување со електрична енергија од ЕСАМ по цена од 95 евра за мегават час обезбедуваме и за јавните предпријатија од областа на водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води. За да се спречат злоупотребите и манипулациите при обезбедување на универзална услуга на пазарот на електрична енергија, донесовме одлука со која на сите општини и на градот Скопје им се забранува да основаат јавни предпријатија, друштва со ограничена одговорност и акционерски друштва за вршење дејност од јавен интерес, јавно осветлување. Ние ветивме дека ќе ги поддржиме малите и средните предпријатија со директна државна финансиска помош и со низата мерки тоа го правиме на дело. Ветивме дека ќе стимулираме инвестиции во енергетиката, посебно во обновливите извори на енергија, и тоа исто така го правиме на дело. Ние промовираме добро платени работни места, создаваме услови за нови инвестиции, ги враќаме парите кај граѓаните и обезбедуваме ликвидност на компаниите кога е најмногу потребно, како што тоа е случајот и со Alpincom тука во Делчево. Денес, како земја членка на НАТО и држава која што ги почна преговорите со Европската Унија, веќе сме сигурен пазар за инвеститорите, поради што периодов имаме убави вести и за нови странски инвестиции во областа на енергетиката и автомобилската индустрија. Овие реални инвестиции отвораат нови и реални работни места за граѓаните, со достоинствени плати, а секако се голем придонес и во нашите заложби за домашно производство на електрична енергија. Граѓаните и компаниите може да се уверат дека струја и топлинска енергија со рационално трошење и одговорно управување веќе обезбедуваме 100% од домашните капацитети. Затоа, од голема важност се инвестициите во фотоволтаични централи, како најавената во оваа компанија, за кои што ги поедноставивме процедурите за градба. Оваа сериозна проевропска влада е силно фокусирана
во една од најтешките зими пред нас, граѓаните да имаат достапна храна, да имаат струја и компаниите да работат. Сето ова е резултат на грижливи интеграцијски политики, свртени кон иднината и доказ за тоа е доверливото пријателство со државите членки на Европската Унија, од каде веќе е најавен грант од 80 милиони евра, што Република Северна Македонија ќе го добие од Европската Унија веќе на почетокот на идната година. И овој начин на работа продолжува, бидејќи кога велиме дека никого нема да оставиме сам да се справува со кризата, тоа и го мислиме и го правиме.